Предлог за разрешување или речиси избркани министри и заменици министри од владата на Ковачевски, и тоа без да ги информираат за крајот на нивната работа. По договорот за владина реконструкција заради влезна алијанса за албанците во власта. Неколку позиции отстапува и владеачката ДУИ, но на различен начин. Еден од тие што ќе си заминат е и заменик министерот за одбрана Башким Хасани. Тој не се повлече сам, туку за него премиерот Димитар Ковачевски доставил предлог за разрешување до собранието. Поради ова се сомнева дека ваквиот крај на соработката се должи на неговото незадоволство од првиот вице-премиер Артан Груби, бидејќи токму Башким Хасани е дел од незадоволната фракција кај интегративците. Од мене не беше побарано да дадам оставка. Мене никој не ме праша за оваа состојба. Предпоставувам дека причината за моето разрешување е јасно искажаното незадоволство од првиот вице-премиер Артан Груби. Но нема да побарам образложение од Ахмети, не одговори кратко Хасани. Дека расте незадоволството кај гостиварскиот огранок на ДУИ покажува и реакцијата на Саранда Имери, секретар за еднакви можности, која ги повика пратениците да гласаат против реконструкција на владата и да си ги преслушаат своите ветувања во изборната кампања во 2020 година. За пратениците на ДУИ од огранокот Гостивар. Дали огранокот на ДУИ од Гостивар беше избран за да гласа во собранието за разрешување на кадри од Гостивар, кои и така малку се застапени на централно ниво? Дали сте размислиле на колку активисти на ДУИ од Гостиварскиот огранок утре ќе им биде одбиено вработување или ќе бидат отпуштени од кадрите на Алијанса за албанците, за кои ќе гласате во понеделник во собранието? Земете и слушнете ги вашите ветувања во изборната кампања во 2020 година. Може би сте ги заборавиле и не се сеќавате на нив. Активистот никогаш нема да ви заборави за лебот што ќе му го земете утре со ова ваше дејствување сред економска криза. За разлика од Хасани, кој е разрешен, неговиот сопартиец Насер Нуредини даде оставка од министерската позиција во животна средина, која ќе оди во рацете на СДСМ. Додека председателот на Алтернатива, Афрем Гаши, се мисли дали со своите четворица пратеници да остане во владата, нов удар дојде и од фракционерите на ДУИ, кои рекоа дека нема да гласаат за новата влада, која ја нарекоа Сојуз за спас на Артан Груби. Во 16 часот на Централното собрание Алтернатива ќе ја донесе одлуката дали ќе остане во владата и покрај тоа што останаа без министри. Гаши предходно изрази голем револт кон, како што рече, потценувачкиот однос на Ковачевски кон нив и нивниот учинок за се што направиле последниве 12 месеци, но и фактот што лани токму нивното пристапување кон мнозинството ја спаси владата на Димитар Ковачевски.